Господинот Зоран Китанов од јавното претпријатие за државни патишта, директорот, кој што овој период е толку растрчан на разни градилишта. Господин Китанов, денеска одите ли негде? Да, денес сме во Крушевско, таму се работи на пуста река, така да кажам. Самиот збор ви кажува нешто многу одамна заборавено, или многу често ми се случува таму исто одиме Алдинци, Норово, тоа се патишта, како да ви кажам, ако прашате таму некој, простиот одговор е од кого е, па вика од Тито. Сега викаат дека е од Зоран или не викаат дека е од Зоран? А добро, сега. Сега викаат не, може да викаат и од Зоран Заев. Може, да, јас сум дел од таа влада што ја предводеше он. Се работи за предизборни активности, па сте вака растрчани, гледам и министрот за транспорт и врски, кој што е директно надлежен за тој ресор, и се работи за редовни активности кои што вие ги спроведувате и им дошло време да се промовираат. Веднаш ќе појаснам, значи многу често јас и минатата недела и пред минатата кога одев на некои активности, на новинарите што доаѓаат таму на терен, бидејќи некој знае тоа да го злоупотреби, да го каже така, значи слободно секој може да ја отвори програмата Јавното претпријатие за државни патишта, ќе види уште 2018 патишта ставени во програма за проектирање и сега 2019 како што ни стигаа проектите, така веднаш ги отпочнувавме. Сега имаме една групација од тие беа 26 преку ЕБОР, 86 милиони евро со должено некаде 450 километри рехабилитација, кои што 2019 се завршија некаде 6 од нив, а сите други сега завршија тендерите или сега се објавуваат тендерите. Значи, ја 2018 сигурно не сум знаел дека во април ќе имало избори, па во јуни, јули, значи апсолутно не. Во постојан диалог сте, ајде да употребам таков коректен збор, да ви кажам, препукување со опозицијата околу тоа колку километри се промовирани, направени и така натаму. Добро, да речеме дека сега нема да заморуваме јавноста и нашите гледачи. Колку е цифрата? Значи, само рехабилитирани и реконструирани се 783 километри точно од 2018-2019. 2017 не ја кажувам. Зошто? Затоа што јас во август месец дојдов како директор, да беа завршени некои започнати рехабилитации, кои што на прсти се броја. Од август до 2017 до декември јас не можев ништо да правам, бидејќи тоа е веќе усвоена програма, усвоен буџет, да ви кажам, немаше систематизација нова донесено, значи тие работи ги спремав тогаш, спремав проекти све, програмата и зборам за од 1 јануар 2018 година до 30 декември 2019 година, само рехабилитации, точно 783 километри. Само рехабилитации. 12 мостови се отпочна со реконструкција. На таа тема сакам да збориме бар 2 минути. Заборавени по 30 години дупки на сред мост оставени. Еве имате еден Искрин мост или Љубовен мост, како сакате, бизнес мост го викаат кај Куманово, затоа што имало некои самоубиства, не знам од кои причини. Значи, кога ќе застанете горе, 70 метра е доле длабнатината отворени. Еве го се работи. На Удово се заврши, на Пепелиште се заврши, на Сарај се заврши. Вчера бев на увид, готов е направен се прави се оградата, на Пчиња кај Средно Конјари, тука 133 метри долг мост. Најдолг мост изграден сам за себе, не во склоп на пат, за последните 20 години. Нема. Да, иначе обично во Македонија многу малку се градат мостови, тоа е де факто така е. Сепак што станува со овие најважни правци? Сега ќе кажам. Луѓето, мислам, се разбира дека луѓето кои што живеат по мали населени места, по селата, во руралните, им е важно да добијат 2 км и 3 км. На најголем дел од граѓаните им се важни овие големи делници, до каде се тие? Така, сега ќе кажам. Значи, во право сте ова што го рековте, на некој од Скопје или од Охрид апсолутно ништо не му значи патот Крупиште-Пробишти. Например. Ама за тој од Пробишти тоа е единствениот пат. Сега да ви кажам, тој пат 40 години стар, 15 години се е најавувал за реконструкција. Сега кога дојде за реконструкција, ја отпочнавме мината година, ова летово ќе го завршиме, 18 километри, значи не асфалто, тампонот го вадевме до 1 метро удолу, затоа што се беше уништено.
Значи, паралелно на тоа, јас со моето доаѓање требаше да решавам затекнати проблеми и некој што викаше дека готови патишта не ги пуштам, не ги пуштаме, го поканив на неколку национални медиуми во вести, од опозицијата. А го повикав да дојде да седне у студио и да каже кои се тие што ми ги оставила, не ги пуштаме, и јас да кажам што ми оставил. Изговорот на една новинарска куќа беше, медиум на телевизија беше дека он бил подпредседател, ја не сум бил подпредседател, па затоа не сме можеле да збориме. Не сте на нивото. Оставете го. Миладиновски Штип, оставен, одговорно тврдам, градежна книга. Другото е приказка. Градежна книга. Јас кога дојдов, патот беше завршен 53%. И толку. И тоа точно и не може никој да го спори. 24 далеководи на сред пат, не бандери. Значи, за тој пат требало да биде завршен 3 мај 2017 година. Владата на СДСМ дојде во јуни месец. Како го кочело? Со џојстик наназад? Зошто не бил завршен? Го завршивме за година и пол, две, го пуштивме, се работи. Демир КПС Смоквица, да, комплетно беше завршен, и јас тврдам дека беше завршен, фалеа две работи без кои што не може да се пушти. Тоа е еден 400 киловолтен долновод што од Европа оди за Грција на сред пат, случајно или намерно оставен, не знам јас. Со дозвола од Европа треба енергетската заедница да ги тргнеш и контролен центар. Без контролен центар за мониторинг на тунелите, на мостовите и се, бидејќи тоа е со пари од ДИПА, не може да се пушти. Тоа е што се пушташе со тунелите, со ора и со музика. Не може, тој без контролен центар не може да се пушти, или може со максимална дозволена брзина 40. Јас викам, леле, сега експроприација, има ли маркици, има, мислев некоја експроприација, нешто е заглавено, е проблем. Отидов, видов маркицата на РМ. Не беше јасно што е проблемот. На една седница на влада се префрли од РМ на ЈПД, па се изгради, се пушти. Најгоркиот проблем. Кичи Охрид. Да. Значи, да ви кажам искрено, јас мислев дека тоа, кога ќе дојдеме, ќе се раскине, ќе се расфрли се тоа и ќе се почне се тоа одно. Не, на крај памет не ми паѓаше дека треба јас да се борам со вакви сисифовски работи. Но се однесува тоа на договорот со кинезите, на подпишаните договори, зашто се водат. Ако ви спомнам некој, мене и ден денес, пред 3 дена имав таква една мачна сцена. Видете, имате таму договори по основен договор, кој што е донесен у парламент и него не му е гајле дали си ти на власт или ја на власт, он си има парафирано договор у парламент. Таму кој ќе видите цени. Значи, инат прко сте фаќа. Овој вовет ми го правите за да кажете дека таму ќе се потрошат уште многу години за да се заврши патот? Не. Сега, видите, изградбата, или кој ќе каже некој, ај уште не е почнало патот, зошто па вика нема асфалтерки. Асфалтерките кои ќе дојдат, тогаш е веќе финалната работа. Лесно е тоа. Припремата за целото тоа. 74 нови препроектирања се прават. Веќе се направени. 38 сте уште некаде од јануар, февруар месец во Министерството за транспорт и врски да се одобрат инфраструктурните проекти. Што значи тоа? Надвор од трасата кога излегуваш треба нови инфраструктурни проекти. Експроприацијата завршена 100%. Ја завршивме, бидејќи имале една навика која се однесува и на сите останати експресни патишта, со 10, 15 или 20% завршена експроприација, да сечат панделки, да фрлат лопати, ај ќе градиме. Така не се гради. Најбрзо пат што се гради и што ќе биде најбрзо завршен и пред време завршен, ви е експресниот пат Штип Радовиш. Но јас го започнав, така да кажам, го започнав со 98% завршена експроприација. Кичево Охрид? Кичево Охрид. Во моментот завршени се 80% од препроектирањата, веќе масовно се дават на изведувачите. Да ви кажам дека, бидејќи имаше така некои приказки, не се работело, доле од патот вие не можете гору планината да видите дали се работи, па дојде една телевизијски екипи, се уверија самите, значи не можев тоа да го монтирам, бидејќи беше намешен состанок, дојде телевизиите, може да со вас? Може. Ќе се пуштаат во моментот ќе се пуштаат, знам што сакате да делници, бидејќи нас не е важно тој ден, тоа беше пред неполни месец дена. 685 работници имаше на терен, 228 машини работеа. Но тоа ќе се дуплира следните 2 месеци. Затоа што како се даваат новите инфраструктурни проекти, така, бидејќи таму да ви кажам, ќе се тргне земја во износ од некаде 8 до 9 милиона метри кубни. Но, ако пред тоа
по основниот проект, тоа што ми паѓа тешко, земјата се тргињала или се копало по 6 и 7 евра по метар кубен, сега е по 3,20 метар кубен. Да ве прашам, господин Китанов, Зоран Китанов, директор на јавно предпријатие за државни патишта, да ве прашам, а доколку се случи СДСМ повторно автоформира следната влада, ќе се заврши ли во вашиот мандат? Не знам дали вие ќе бидете директор. Кога е планот за Охрид да се заврши? Значи, тој треба да биде готов 2021 година. По мои предвидувања со овие последниви случувања што ги имавме со короната, таму директно ни се одрзи бидејќи зависеше од папирологија. Никаде не закасневме, кај што имаше теренска градба, претходно завршена папирологија. Овде имавме папирологија која што зависеше од кинезите. Тие беа во карантин во Кина 3 месеци, дојдоа кај нас започна факултетите рестриктивно работе, Министерство рестриктивно. Тоа папиролошкиот дел ни дотече 6-7 месеци, евентуално тоа нешто да се јави како продолжување, но уште оваа година ќе почнеме 5-10-15 километри како целиди, сега не 100 по 100 по 200 метри, него пример од Клучка до Клучка, 5 километри ќе се пуштаат. Имаме време за уште еден проект да ни го кажете, одберете кој сакате. Еден проект и една додавка. Значи, експресниот пат за задоволство на граѓаните, Штип Крупиште, крајот на месец или првите 5 дена од јули се пушта од Штип до Крупиште, тоа ви е делот од 3 чешми, значи сите тие што треба додат за Кочене, Виница, Берово, Пекчево, Делчево, Кратово, нема веќе додат на кај Штип, туку уште на 3 чешми се одделуваат, тука завртуваат по експресниот пат и завршуваат. При крај градбата ќе заврши до ова година Штип Радовиш експресниот пат и една убава работа, претпоставувам и замолувам до сите учесници на сообраќајот. За прв пат, тврдам одговорно, како сакате сватете ме, после 15 години имате чисти, исчистени, искастрени, исечени автопатишта. 15 шлепери со хартија, најлони и шишиња собравме по автопатиштата. 600 кубика срамота е, исчистено е. Ве молиме да го зачуваме тоа бидејќи е за доброто на сите и за убавото на сите. А рехабилитација ова година некаде околу 450 километри ќе бидат направени. Господин Китанов, во оваа држава уште имаме проблем не со јавниот смет и шишиње, да имаме проблем со личното здравје. Луѓе не веруваат дека и вирус постои, а не пак ѓубре покај патот. Нека одат неефективно, нека видат. Да, Зоран Китанов, директор на јавното предпријатие за државни патишта. Благодарам, знам дека вас секогаш ви се кратки, ама еве потрошивме 15 на минути, што мислам дека е доволно. Дадовте неколку сериозни прогнози и ветувања околу пуштање на патишта. Ќе ве држиме за зборот. И кога ќе поминат изборите без разлика, кој како ќе помине на тие избори. Нема.